ден до сите што не следите. Денеска разговараме за текстилната индустрија. Индустрија каде што се смета дека луѓето се третираат како робови. Дали е тоа навистина така? За предизвиците, проблемите кога станува збор од оној економски аспект, меѓутоа и колку се почитуваат човековите права, денеска разговараме со извршниот директор на текстилниот кластер, госпоѓа Наташа Сивевска покана. Добар ден и благодарам на вашата покана. Како воведно прашање би ве прашала за почетоците на текстилниот кластер, но и за вашата заложба. Конкретно, кои се вашите цели, која е вашата мисија? Текстилниот кластер постои од 2003 година. Формиран е на барање на текстилни компании, кои што во тој период се соочувале со проблем на недостаток на работни налози, поради појавувањето на Кина како пазар, каде што се преселија голем број од брендовите за кои што текстилните компании работеа. После одреден период, после година дена, формиран е и текстилниот кластер во склоп на проектот за конкурентност на УСАИД, за да некаде после една година активност на тој кластер, тој се спои заедно со Текстилната асоциација и сега да функционираме како едно тело, Текстилна асоциација, текстилен кластер. Активностите, односно главната заложба на текстилниот кластер е да се зголеми конкурентноста на македонските текстилни компании, да се зголеми извозот на производи и да се биде потранспарентен и попрепознатлив пред странските купувачи. Кога станува збор за вашите активности, имавте реализирано, односно сега заврши проектот, ако не се лажам, во соработка со Бугарија. Пајде за активностите кои што беа реализирани во рамки на овој проект. И ако може да се направи паралела помеѓу текстилната индустрија таму и тука. Ние имавме голема среќа што со нашите партнери од Бугарија успеавме да спроведеме 3 проекти во склоп на ИПА програмата на Европската комисија за погранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Тоа за нас беше големо искуство, бидејќи можевме да ги споредиме состојбите кај нас со состојбите во текстилниот сектор во една европска земја. И од сето тоа, значи, имавме користи ние и нашите партнери од Бугарија, односно членките од двете страни, бидејќи првично имавме едно запознавање помеѓу членките од двете страни и постепено низ проектите дојдовме и до изградба на една стратегија која што го опфати тој регион, како заеднички да станеме поконкурентни на пазарот и како да привлечеме поголем број на купувачи за да го зголемиме извозот. Во однос на состојбите во Бугарија и во Македонија, во склоп на проектот и размената на искуства кои што ги имавме, заклучивме дека проблемите се речиси идентични. Иако станува збор за земја кај ни Бугарија, која што е членка на Европска унија, меѓутоа оние проблеми во однос на недостаток на работен кадар, минимални плати, па да речеме еден во делот на општествената одговорност, значи нејзино распознавање кај компаниите, тие се основните проблеми кои што се заеднички. Разликата која што се е уочлива помеѓу двете земји е тоа што веројатно предност има Бугарија. Предност има Бугарија во делот на модернизацијата и автоматизацијата, односно како членка на Европска унија тие има можност да искористат многу фондови од кои што средствата ги искористија за подобра енергетска ефикасност на компаниите и подобра автоматизација и модернизација, набавка на нови машини за секторот. Далеко сме ли ние од тој аспект? Ние сме далеко во однос на тоа, бидејќи немаме соодветни фондови кои што би можеле да ги искористиме. Да речеме допред, ние како текстилен кластер во комуникација со соодветни институции укажувавме на овој проблем,
Малку состојбата е подобрена со некои одредени програми од Фондот за технолошки развој и иновации. Меѓутоа, сепак сметаме дека се уште програмите не се така структурирани да може да помогнат баш во насока на добра поддршка за модернизација и автоматизација на технолошките процеси. Не само за текстилниот сектор, воопшто за сите производствени сектори. Изминатата година побаравте и субвенција од државата, меѓутоа на негативен фидбек наидовте од таа страна. Субвенциите... Барем таква слика се појави во јавноста. Субвенциите беа во насока на поддршка во делот на покачување на минималната плата. Некако минималната плата дојде како наметнато, иако и самите работодавачи се свесни дека платата е ниска за текстилните работници, меѓутоа во однос на она што странските купувачи го нудат како цена, за да можат они да ги задржат тие купувачи, да го одржат извозот и да ги задржат секако на тој начин вработените, мора тука да направат еден баланс и помеѓу цената која што се нуди за производство и помеѓу платите кои што може да ги поделат на работниците. Ние не велиме дека да, треба минималната плата да се покачи, треба да се покачи со воведувањето на минималната плата дојде и покачување на останатите плати на вработените, нели не можевме да ги изедначиме работниците кои што веќе примаа повисоки плати со оние кои што на некој начин од минимална плата од минималната плата што претходно имавме се покачи на одреден износ и заради тоа баравме соодветни субвенции за кои што државата излезе во пресред. Прво се воведоа субвенции за покачената минимална плата, односно за оние работници кои што беа под минималната плата за да се покачи платата. А потоа се воведоа сега се актуелни субвенции за секое наредно покачување на платата од страна на работодавачот. Тие не се за занемарување субвенции, корисни се, меѓутоа во самата процедура на спроведување и барање и добивање на средства е тежок патот и наидуваме тука на одредени пречки. Имавме состанок со Министерството за труд и социјална политика, со министерката Царовска. Увидовме каде се пречките и јас се надевам дека тие пречки брзо ќе се отстранат, се со цел да што поголем број на текстилни компании успеат да добијат одредени средства за компензација на она покачување на плата која што ќе го направат во нивните компании. Затоа што токму малите плати во текстилната индустрија покрај лошите услови за работа, онака како што се представуваат и во јавноста, сепак се некоја кочница за нов кадар. Некако младите одбегнуваат да работат во оваа дејност. Текстилните струки во училиштата се, да не речам, празни. По неколку ученици само се запишуваат во текот на една учебна година. Така, се е тоа точно и некако се има низ годините создаден еден негативен имидж за текстилниот сектор. Јас може да кажам дека во регионите каде што е најголема концентрацијата на текстилни компании, платите беа доста повисоки над минималната плата, како резултат на конкуренцијата што влијае тамо помеѓу компаниите. Меѓутоа, интересот точно на младите луѓе е мал за текстилниот сектор, иако ние може да кажеме за членките од текстилниот кластер, има одлични компании кои што се со одлични услови за работа, кои што исплаќаат задоволително ниво на плати, така да сакаме и тоа да го прикажеме пред јавноста и токму од овој месец започнуваме со една медиумска кампања за подобрување на имиджот на текстилниот сектор, која што ќе сработиме во склоп на проект од USAID,
проект за подобрување на деловната екоклима, каде што ќе се направи серијал од ТВ емисии и каде што сакаме да презентираме сликата и она позитивна слика на текстилниот сектор, да презентираме позитивни примери од текстилни компании, да ја презентираме социјалната одговорност на текстилните компании, каде што и во тој дел ќе имаме одредени активности за воведување на социјални стандарди, кои што со самото исполнување на тие стандарди е доказ дека компанијата навистина работи на едно европско ниво, како што работат и компаниите низ светот. Велите, ќе ве цитирам, дека текстилниот кластер не сака да се промовира со ниска работна рака, туку со брзи рокови за испорака, висок квалитет, мали налози. Си уште тоа се едни специфичности кои што се залагате како... Така, тие се специфичности и овие што ги наведовте критериуми се доста актуелни во поново време, заради тоа што со промена на модата, со она брз начин на промена на дизајнот и колекциите што се наоѓаат во продавниците на светот, кај големите брендови, се неминовно е и испорака на парчиња кои што оди неделно. Тоа не можат големите брендови да го постигнат со производство во подалечните земји кои што се појавија, нели, како што спомнав на почетокот, Кина, Индија и така натаму. Меѓутоа, ние сме тука блиску до тој пазар и можеме да понудиме брзи рокови на испорака со конкурентни цени и со тоа сакаме, нели, да покажеме дека тоа е предноста на македонскиот текстилен сектор, со тоа што не сакаме да кажеме дека се ниски цените, колку работиме за повисоки и поквалитетни брендови и цените растат повисоко и на тој начин и работниците можат да добијат повисока плата, но од друга страна и работниците треба да бидат свесни за да може да се добие, нели, поквалитетен бренд, треба да се изработи квалитетно производство, малце и критериумите во однос на квалитетот се покачани во тој дел, така да сето тоа оди е испреплетено едно со друго и мислам дека во една таква ситуација и поставеност на работите може да се подобрат состојбите и во однос на работа за повисоки, поквалитетни брендови и во однос на покачувањето на платата. Споменавте дека текстилната индустрија не владее некој добар имидж, меѓутоа сепак да земеме она реална слика дека има дојави како не се исплаќа, нели, оној годишен К15, потоа дека се работи прекувремено, а не се плаќа дополнително, работат во лоши услови. Да, не треба, повторно ќе кажам, да генерализираме. Меѓутоа, кој е вашето видување сепак за почитување на човековите права директно во фабриката или на кое ниво сме можеби? Значи, јас може да кажам од аспект на нашите членки. И ние како ваше искуство да ни пренесете. Да, и моето искуство, меѓутоа и од аспект на нашите членки и од аспект на заложбите на текстилниот кластер. Значи, заложбите на текстилниот кластер е да компаниите работат социјално и корпоративно одговорни. Што значи дека тука вклучува и во однос на исплата на плати и на прекувремена работа, слобода на здружување, здравје и заштита при работа. Значи, сите тие параметри се вклучени во една социјална и корпоративна одговорност на компании. Се поголем е бројот на компании кои што се однесуваат по принципите на социјална и корпоративна одговорност. Дел од нив се и аудитирани од страна на добро познати и сертифицирани куќи од земјава, но најчесто од странство. Така да тоа е една потврда дека компаниите работат како што треба. И на тој начин веќе и странските купувачи не сакаат да работат во компании кои што не ги задоволуваат тие принципи на социјална и општествена одговорност и бараат, се почесто се барањата
странските купувачи да тоа биде потврдено со соодветен аудит од страна на сертификационо тело. Значи, само преку таа спроведување на аудити и воведување на социјално-општествена одговорност во компаниите и потврдување на таквиот начин на работа на компаниите, ќе се потврди дека компаниите ги задоволуваат сите критериуми во однос на нивниот однос кон вработените, односот кон деловниот однос кон купувачите и односот кон животната средина. Ова би било, мислам дека и одлична порака за самиот крај. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија и што представивме на некој начин и на друга слика на текстилната индустрија во Македонија. Благодарам уште еднаш за поканата и се надевам дека и понатаму ќе соработуваме во насока на подобрување на имиџот на текстилниот сектор и во насока на зголемување на конкурентноста на македонската текстилна индустрија. И јас би додала во насока на обезбедување на безбедни и здрави работни места, вклучувајќи оваа индустрија. Ви благодарам и на вас, на вашето внимание. Се гледаме следната недела со друга тема. Поздрав!